Ја започнавме оваа нова 2026 година и секако се разбира она кое што го карактеризира почетокот на секоја година или барем така треба да биде, е доброто расположение, она кое што си го посакуваме меѓусебно, но и плановите, визиите, па и целите кои што ги имаме во годината пред нас. А се разбира дека секој од нас треба да има своји желби, па и визии или нешто кое што си го посакуваме и сакаме вака малку на покус рок да ни се оствари. Дали станува збор за лично исполнување, професионално или нешто кое што си го посакуваме во животот. Добро е кога и за тоа можеме малку повеќе да прашаме или пак да слушнеме и прочитаме што вели астрологијата, особено за оние кои и некако од време на време сакаат да си го прочитаат својот хороскоп, но и можеби дополнително имаат свое лично искуство како тоа вистина влијае. Ние зборуваме на многу теми, не само за астрологијата, туку и за многу важни работи кои што треба да бидат составен дел од едно наше секојдневие, па воопшто и од животот. Ако зборуваме за позитивните вибрации, позитивната енергија и нешто кое што самите го креираме, тогаш апсолутно треба да бидеме свесни и како и на кој начин размислуваме. Па затоа сметавме дека е добро традиционално, како на почетокот на изминатите години, така и на ова да позборуваме малку повеќе на овие теми севкупно. Веруваме дека времето тоа ќе ни го дозволи, ќе бидеме ефективни и конкретни, па и верувам добро расположени со нашиот гостин секогаш соодветен на оваа тема, а тоа е доктор Зоран Крстевски. Доктор Зоран, добро утро, добро дојдовте и нека ви е среќна оваа нова 2026. Благодарам, среќна и на вам и на нашите почитувани гледачи. Многу успех, многу убавини, многу љубов, многу хармонија и поттик на позитивна енергија. Да. Тоа е тоа што ни треба, велиме, и секој сака така да стартува годината. Многу природни, многу човечки кога завршува една година или кога ја оставиме за нас, некако да се навратиме што е тоа што нели за нас лично остави 2025, но што е тоа и што колективно, па и глобално го оставаме во минатото или ќе го запаметиме во минатата 2025. Па астролошки, нумеролошки и духовно, како и на кој начин 2025 остави белег на човештвото? Па со оглед што Сатурн се наоѓаше во знакот на рибито и се уште се наоѓа, ама 2026 ќе прејде во Овен. Нештата не беа совршени, луѓето се бореа со самите себе си, имаше високо ниво на напнатост, на анксиозност, на стрес, на несигурност, на чувство на загрозеност, бидејќи Сатурн е планета која што учи на потежок начин, а рибата секогаш бара некоја жртва. Или рибата премногу ги инволвира емоциите, така што луѓето беа под емоционален набој. Така што и нумеролошки гледано, тоа беше година на бројот 9, а бројот 9 е поврзан со крајот. Со еден циклус кој треба да заврши и неретко бара себе соочување, себе согледување и преиспитување на сите потешкоти, напнатост и ограничувања кои беа присутни. И дефинитивно беа присутни. Не беше лесна таа година, затоа што Јупитер влезе во знакот на Рак, а Ракот повторно ги нагласува емоциите. На некој начин, кога си со емоционален набој, тогаш не ти владаат рационалните мисловни способности, онака како што треба. Да. Те владаат емоциите. Сега веќе ќе се променат нештата, Јупитер ќе влезе во знакот на Лав. Лавот е сила, страст, темперамент, волја, самодоверба, оптимизам и чувство дека мора да биде подобро. Значи, преоѓаме и нумеролошки од тој број 9, бројот на крајот на нештата, на таа животна трансформација низ болки и страдања, до бројот 1. Зашто 2 плюс 6 е 10. 10, 1 плюс 0, 1. Значи, влегуваме нумеролошки во почетокот. Рачунете дека сега треба луѓето да се сватат себе си, дека треба да тргнат со една нова иницијатива, со една нова борбеност. Тоа што било да го остават за себе си, да се реорганизираат и да разберат дека товарот на емоциите, товарот на минатото треба да биде ослободен. Затоа што главната филозофија на бројот 1 е како ние да креираме нова вистина, како да креираме нов дух, како да создадеме ново, подобро, пострекно јас. Затоа првото нешто на кое треба да се работи е ослободување од товарите на минатото, поврзани со натрупани емоции кои на некој начин влијаеле врз нашиот дух. Потоа, од аспект на кинеската астрологија, оваа сега година што помина, таа беше годината која што не беше лесна ни во таа гледна точка, бидејќи беше поврзана со змијата. А знаете, змијата повторно создава искушение. Змијата е онаа која што се движи доле и која е таинствена, мистична, која може да те загрози. Така што многу луѓе беа под удар на емоционални вампири, многу луѓе трпеа подмолни удари, многу луѓе не може да се справа со себе си, иако
змијата може да асоцира и на регенерација, трансформација, но неретко повеќе асоцира на некоја борба со самите себе си. Значи, змијата завршува 16 февруари и потоа почнува коњот во кинеската астрологија. Коњот е веќе сила, брзина, вештина, поголема храброст, можеби и потенцијал да се воздигнеме во она што ќе го засртаме како цел, што подразбира дека 2026 година бара визија. Ако претходната 2025 година беше година на заштита, затоа што беше таа година каде што превладуваше отпорот, да не бидеме загрозени, знаете, ние во Македонија се случија страшни трагични несреќи, кои што емоционално го преоптоварија населението и луѓето живееа по тој набој. Сега веќе со 2026 година и со коњот, треба малку повеќе и ние да се ослободиме од некои нешта, да видиме каде е вистината, каде е правдата, каде е себе хармонијата, каде е љубовта, каде е позитивната енергија. Бидејќи без позитивната енергија ништо добро не можеме да постигнеме. Така е, а ќе речеме самите сме одговорни за тоа каква енергија чувствуваме, односно каква си создаваме за себе си и во какво обкружување сме. И во наши минати разговори сме дискутирале многу на тие прашања кои што некогаш знаат во некои одредени ситуации или за некого да бидат малку нејасни, ако зборуваме за влијанието на надворешниот свет врз нас или пак нашето влијание и внатрешното чувство врз надворешниот свет, што најчесто е посекуваната формула или вистината, тоа како ќе се чувствуваме и како тоа ќе се рефлектира на тоа кое нас не се случува прво индивидуално, а потоа доколку имаме повеќе такви индивидуи, веројатно ќе се рефлектира и колективно. Но некако повеќе дозволуваме веројатно надворешните случувања, како и кај нас или во нашето окружување, во нашата држава, да речем, па така и глобално, да влијаат на нашето расположение, што е еден обратен и не толку посакуван процес, заради тоа што апсолутно тоа влијае на нашето и расположение и чувства, а понатака со тоа го креираме и оно кое не го сакаме несвесно. И некако верувам дека добре дојдено ќе биде на почетокот на годината да таа формула или тој начин го откриеме, како полесно, попрактично да го направиме, без секојдневно да се тераме себе си, туку тоа да биде едноставен ритуал во кој што уживаме. Како првенствено да си го слушам внатрешното јас и од тука да го создавам и креирам оно кое што ми се случува во надворешниот свет. Така е, бидејќи на некој начин, гледате, фокусот да не биде од надвор кон внатре, туку од внатре кон надвор. Да. Затоа што тие надворешни влијанија не можеме да ги контролираме. Тие не знаеме од каде ќе придодат. Да. Нека бидат и однесувањата на најблиските, а камоли тие глобални случувања. Да. Така што Сатурн во Риба рефлектираше надворешни фактори кои влијаја врз емоционалната состојба на поединецот. Тие надворешни фактори кај некого се случиле во работата, некаде се случиле во семејството, некаде се случиле во љубовните односи. Така што сега веќе доаѓаме до ослободување, бидејќи Сатурн влегува во Овен, кој што е јас, кој што бара продор, кој што бара иницијативност, кој бара себе совладување низ призма на оние емоции и мисли кои што се негативни. Значи, затоа се вели само говор. Колку и како ти самиот на себе си пристапуваш и колку од тебе самиот поаѓаш кон другите. Затоа што гледате, ако ги анализираме најголемите проблеми со кои се соочува човекот, а кои беа присутни во претходниот период, тие произлегуваат аспектот на мислите, емоциите и реакциите. Да. Значи, нападнати мисли, се мисли песимистичко, негативно, се смета дека ќе биде уште поопасно и тогаш човекот така доживеан во самиот себе си рефлектира на убава енергија. Бидејќи неговите мисли не се позитивни. Автоматски, ако мислите не се позитивни или емоциите се натрупани со трауми, со страдања, со болки, кои не се разрешени, туку се потиснати, тие емоции се одразуваат некогаш и низ призма на тага или низ призма на страв. И третото, какви се нашите реакции? За жал, во претходниот период превладуваше стресот и автоматски тогаш реакциите беа пропратени со стресни вибрации. И гледате, живееме нехармонизирано со самите себе си на ниво на мисли, емоции и реакции. Што треба да направиме? Да почнеме да ги хармонизираме нашите мисли, да веруваме дека ќе биде подобро, да сметаме дека ќе се променат нештата и во космосот, а се менуваат, дека ќе отворат нова перспектива, да работиме на нашите емоции, затоа што тие неретко се најголемиот наш непријател. Затоа што нештата ги држиме во себе, а не сме свесни дека нешто не разнебитува, не разјадува. Може би гневот, кој што е потиснат. Може би некои болки, трауми, навреди од минатото. Може би некои односи, состојби со кои не ќеме се соочиме, ги ставаме под тепих. Гледате нападнати
емоции. И автоматски тогаш реакциите не може да бидат афирмативни. Значи 2026 година мора да гради афирмативен пристап, волја, смисла и визија. И сега тука има и клучни зборови кои јас ги препорачам, ако и треба да се практикуваат, како ние да допреме до таа себе хармонизација, затоа што убаво кажавте. Ако ние не се себе хармонизираме, не станеме стрекни, не станеме исполнети, не станеме благородни, не станеме благодарни, тогаш каква енергија ќе споделиме со другите? Значи гледате, односот кон себе веќе почнуваме. Бројот 1, каде сум јас во овој свет? Што правам јас? Која е мојата смисла? Дали ја барам смислата, но не е само да ја барам, да ја постигнам смислата и да тргнам од себе си кон другите. Во односот со другите, ја споделам мојата позитивна енергија, со предуслов, тоа трансперсоналната психологија го асоцира, дека мојата енергија, мојата мисла, мојата вибрација, мојата емоција која е позитивна, афирмативна, ќе ја поприма и тој другиот. Да. И тој ако ја поприма, работи на себе, еве ви го напредокот, дури и што се вели на ниво на општество, на ниво на нашата заедница. Да. Никако сме љубовитни секогаш и на стартот на годината да видиме што е оно според нашиот хороскопски знак, кој што до некаде кажува каква ќе ни биде годината, дали на работно, дали на љубовно, дали на поле здравје. Секој зашто сака да се информира, односно на сите не интересира за се генерално. Ако и минатите години правевме едно такво, да речеме, разгледување или набројување, кои знаци би ги ставиле ако по позитивните нешта или по среќата која што би ја чувствувале повеќе или во изобилие во новата година, од каде би почнале? Па може од воздухот би почнале, бидејќи сега ќе се случи една голема промена. Уран после 84 години од Бик влегува во Близнаци. Близнакот е знакот на отвореност, на комуникација, на движење, на љубопитност, на младешки дух. Значи, некои промени ќе надојдат и на колективно ниво, но и на индивидуално ниво, кај овие кои се родени во воздушните зодиачки знаци. Близнаци, Вага, Водолија. Значи, тие се во преден план, плюс Јупитер во Лав треба да ги поттикне, иако Јупитер во Лав ќе дојде летните месеци во тој зодиачки знак од јули, но всушност тие имаат големи шанси преку Уран да отворат нова димензија, посебно овие што се родени во првата декада, бидејќи првично Уран нив ќе ги мотивира. Што ќе ги мотивира? Патување, движење, остварување нови цели, ослободување некои товари, некој во партнерски односи нешто да подобри или да пронајде партнер што ќе им одговора. Вагата, например, да биде насочена кон себе хармонијата, да не зависи од други, да не се наметнуваат другите, да не трпи притисоци, да се снајде со стресот, да не подлегнува на туѓите влијанија. Водолијата да гради една иднина, да види каде е во работата, да создаде нов статус, да се подобрат нештата на финансиски план, да се отворат перспективите и на емоционален план. И близнаците како личност, како промена, како трансформација, како ново будење, како една нова шанса која треба да пропратена со афирмативна мотивација. Значи, одам, постигнувам, остварувам. Одам, постигнувам, остварувам. И тоа како мантра да се вметне и кај близнаци, и кај овие зодиачки знаци, но и кај огнените зодиачки знаци. Иако тука овенот малку ќе му биде специфично, значи Сатурн после 29-30 години влегува во нивниот зодиачки знак. И тоа не е лесно за почетокот, за овие овни од првата декада. Тие мора малку да се снајдат со Сатурн, учителот на животот, на потежок начин, кој треба да ги сврти кон себе, да видат што треба да ослободат. Зашто Сатурн е некој товар и тој товар ние прво мора да го согледаме, а потоа мора да го разрешиме. И замислите, ако го разрешиме, колку послободно се движиме. Да. Значи, тоа е овенот. Значи, разреши товари, ослободи матрици кои што ти создаваа штета. Кај Вагата, исто така ќе влие Сатурн, затоа што кога е во Овен, тогаш и го напаѓа седмото поле на Вагата. А седмото поле е партнерски односи. Затоа реков претходно, Вагата да види какви се партнерските односи. Сатурн одлично ќе влие кај Лавот. Плюс и Лавот го ставаме од топ 3 на најстрекните зодиачки знаци. Бидејќи прво Јупитер по 12 години доаѓа во Лав. Тоа е голема шанса за лавови или за овие што се родени во подзнак Лав. Значи, целова анализа може и со подзнакот да се комбинира. Да, тоа сакам да прашам колку тука има влијание подзнакот или може би ке некој повеќе дури од знакот, или? Така е, затоа што посебно ако подзнакот е на почетокот од знакот. Но гледате, Јупитер влегува во Лав во поле на личност. Сатурн влегува во Овен кај овните во поле на личност. Што е битно за Овен за Лав? Личност, будење. Уран влегува во Близнаци во поле на личност. Значи, овие три зодиачки знаци мора со себе прво да се справат. Сатурн е обично покомплицираната планета, значи на Овенот ќе му даде некои искушенија, кои што овој мора да ги разреши, на Близнакот да му даде промени, а на Лавот да му создаде среќа, експанзија, добродетелна енергија. И сега ако одиме овие други зодиачки знаци,
Што е доброто сега? Гледате, кога го нема лошото, тогаш ние размислуваме за доброто. Да. Тоа е 26-та. Зашто 25-та беше многу присутно лошото и ние мораше да се штитиме. Да. Живееме во отпор и под притисок. Сега кај рибите, го нема Сатурн, значи го нема лошото товарот, дај да видиме што да создадеме како добро. Добро. И некаде до јули они имаат шанса. Значи шансата голема за водените зодијачки знаци. Е до јули. Тие се шкорпијата, рибата и ракот. Тие мора да работат на емоции, на состојби во кои се наоѓаат. Значи за нив има добри перспективи, но тие мора да се справат прво и со своите емоции. И земјените зодијачки знаци, тука се бикот, девицата и јарецот. Тие се зодијачки знаци на стабилност, на подлога, на темел. Врзана со работа, врзана со сигурност во домот, врзана со финанси, врзано да немам стравови, да не се преоптоварувам од болести. Дали нештата може да бидат добри? Секако дека можат. Например, кај бикот е многу битно да се справи со соседните слабости, тврдоглавост и наетливост, влијание на други, да ослободи нешто што го притиска. Тоа може да го постигне 26-та година. Кај девиците работата, па и љубовното поле малку повеќе да се отвори, веќе го немаат Сатурн во поле на партнерство, кој ги притискаше, што значи еве ослободување. Кај јарците, они само да се движат по својата зацртана цел, да бидат трпеливи, упорни, да веруваат, да малку се отворат за љубовта, малку емоциите да ги споделат и да разрешат некои семени проблематики кои им беа натрупани претходно. Да. И овие се насоки кои што дали за оние кои што целосно веруваат, дали за оние кои што се малку скептици, сепак се добредојдени во смисла на тоа што би можеле или какви потези да правиме во одредени делови од годината. Иако ако зборуваме, едно е тоа кое што звездите го кажуваат, а друго она кое што е лична наша сопствена волја и како велиме нешто кое меѓу другото представува и наше уверение, дали ќе биде позитивно или негативно, повторно зависи од нас. За тоа како си го трасираме патот и нели животот кој што го живееме. Живееме во време на од една страна дигитален свет, од друга страна нешто кое што да речеме духовно повторно имаме напредок во смисла на книги достапни, содржина која што и тоа како е и препорачливо, но и добре дојдена за сите кои што сакаат на некој начин и да се едуцираат, но и да го пронедат вистинскиот одговор за тоа како би можеле таа мудрост да ја внесат во себе и да ја практикуваат нели во секојдневието. И токму таква содржина има и во вашите книги, добро познати за македонската читателска публика, книги кои што не се читаат еднаш, туку траат за секогаш, и книги кои што секогаш кога ќе сме во одреден предизвик можеме да се навратиме и да навлеземе длабоко како во книгата, така и во себе си. Така, Ивана, благодарам. Вие сте една од најверните мои читатели и кои со големо разбирање навлегува во она што го пишувам. А всушност и таа последна книга, Будење на позитивната енергија, е многу барана и неопходна во денешно време, кога сме потатак на негативната енергија, на негативните вибрации. И затоа мора да се работи на еволуција на свеста. Значи, она што не го наметнуваат, да не го прифаќаме доколку е негативно, нека биде тага, гнев, негативни вибрации, енергетски вампиризам, значи да не го прифаќаме, да се себе трансформираме, да ја видиме патеката која не носи кон виталност, кон себе будење, кон повисоко ниво на свесност, кон хармонизирање на односите, кон хармонизирање на односот кон самите себе си. Да. И тогаш градиме една, би рекол, позитивна животна филозофија. А тоа може да го постигнеме и читање на книги. Да. Ете и таа астролошки мозаик, таа моја предпоследна книга, исто дава многу насоки преку астрологијата. Значи, клучното што е, со што се храниш. И затоа еве, например, не го спомнавме стрелецот во претходната анализа, а он владее токму со животната филозофија. Значи, стрелците и оваа 2026 само да бидат верни на својата животна филозофија, да патуваат, да очекуваат нешто од странство, да се себе пробудат, страста да изразат, да веруваат дека ќе биде подобро, бидејќи на некој начин Јупитер во лав многу може да ги поттикне, а Уран во близнаци ќе им создаде многу интересни, оригинални, необични ситуации во љубовното поле. Значи, секој зодијачки знак има нешто добро кое треба да го гради. Тоа е така во 26-та, бидејќи треба да почнеме од нештата. Ама гледате, почнуваме од себе си. И сега еве ги 4 клучни категории кои што би требало да ви ги кажам, а секоја година ги кажувам. За 2026 година првата категорија е врзана со времето. Значи, времето поврзано со минатото и со иднината. Каде ќе го фатиш времето? Не можеш да го фатиш. Тоа што поминало не можеш да го вратиш. Мораш да го прифатиш. Тоа што треба да следи се уште не е пристигнато. Во времето што е клучното кон кој треба да се насочиш? Мигот на сегашноста. Значи да го оплодиме мигот на сегашноста. Времето не подразбира да се анализираме колку години имаме.
колку какви се слабости ни се појавиле. Времето не подразбира дека нема шанси. Секој нов момент е нова шанса. Секое утро, секое будење е нова визија. Секоја твоја способност да бираш е опција за да го избереш афирмативното. Значи, гледате, градење. Времето да ми биде шанса и да бара од мене да искажувам благодарност. Значи, 2026 многу е битно да искажуваме благодарност. Благодарни што постоиме, благодарни што можеме да ги менуваме нештата. Но затоа и втората категорија е битна. Таа е информација. Значи, гледате, дојдовме во време на технолошка револуција, технолошка, што се вели, иновативна околност, каде што се нешто и ношто надоаѓа и човекот се губи на ментално мисловен план, е преоптоварен со техничкото. Не навлегува во себе си, подлегнува дури на техничкото. Интернетот и ред аспектите од тамо што произлегуваат, треба да те научат да мислиш, треба да те научат да читаш, треба да те научат како да се однесуваш. Не, дај да ние бидеме тие од кои произлегува информацијата. А најклучната информација е само говорот. Значи, 2026 што ја сам на себе си кажу? Мир, мир, се ќе биде добро. Мир, мир, се ќе биде добро. Или, што и дај ќе помине, што и дај ќе помине. Или, полека се искачувам, постигнувам, се воспоставувам. Се искачувам, постигнувам, се воспоставувам. Како што? Кој личност на достоинство, личност на самовредност, личност на позитивитет, личност како воин на светлината. Еве ги информациите, клучни да бидат за 26-та година. Какви информации примаме, какви информации искажуваме, какви информации се споделуваме. Третата категорија ви е енергијата. Тоа уште Тесла на времето го кажа. Најбитна е вибрацијата, фреквенцијата, енергијата. Со каква енергија зрачам? Каква енергија надополнувам? Каква енергија споделувам? Ако бидеме во соодно со себе си, здравието ќе ни биде добро. На нашите клетки ќе им дадеме енергија на љубовта, енергија на виталноста, енергија на себе исцелувањето. Затоа 2026 нека биде себе исцелувањето, апропо 2025 кај што имаше натрупаност на емоционални болки и страдења. Што подразбира дека четвртата категорија е многу битна, а таа е душата. Колку ние во денешно време размислуваме за нашата душа? Ако нашата душа е разнебитена, оптоварена, нестрекна, како ние ќе се дадеме на другите? Значи, мора да се насочиме кон душата и не случајно мојата една од најчитаните книги е Исцелување на душата. Очигледно луѓето, нашето население доживеало многу трауми, многу теговности, многу мачнини, па бара како да исцели душата. Но ако не почне од себе си, не почне со убавите емисии, не почне со убавите книги, не почне со афирмативната техника, како ќе се исцели? Значи, патот кон највисоката планина почнува со првиот чекор. Првиот чекор нека биде однос кон себе, произлезен од што подобро користено време, кон афирмативни вредности, од информации кои ме градат, ме надополнуваат, ми акумулираат знаење, од енергија која имам, ја поседувам, ја споделувам, ја воздигнувам, и од душа која ми дава мир, која ми дава исцелување, која ми дава исполнетост и преку мојата благородна вибрација, јас така зрачам и така постигнувам. Така и како што споменавме, бидејќи живееме на вистина брзо и динамично време и некако многу често дозволуваме темпото или таа динамика да не превземе, да не завземе и не нели итаме кон се нешто, туку да одвоиме време за себе, за нашата душа или за да си го слушнеме тоа, како велиме, своја внатрешно јас и од тука се да потекне наспроти расеаноста која што често пати таа динамика знае да ни ја донесе. И бидејќи се отвори уште една нова година, поточно ни започна нова година, јас верувам дека во оваа нова 2026, бидејќи сме и на крајот на разговорот, ќе имаме повторно добри содржини, верувам и некоја нова книга која што можеби ќе се подготвува, како и предавањата кои исто така се апсолутно, па би рекла, неопходни за младите генерации на овие теми, за да се отворат видиците, да се поттикнат повеќе можности и поводи за такво размислување, за таков начин на пристап и кон себе си и кон животот. Така е, тоа е и поентата и на целово излагање, да пробудиме нашата индивидуална позитивна енергетска моќ. Како да допреме до себе си, бидејќи 2026 тоа го бара и тоа јас продолжувам да го правам преку едукативни предавања, ќе бидат и во Охрид, и во Велес, и во Куманово, и во Скопје, и во Струмица, и во ред други градови, и во Валандово сум поканет. Така што и во 2026 мора да будиме позитивна енергија, на народот тоа му е потребно, бидејќи на некој начин само на човекот треба малку го потурнеш. Да му отвориш нова димензија, да пробудиш неговата свесност, тој уме и знае да препознае светлината и вистината. Да, и точно да ги процени и да ги слушне оние совети кои што секогаш ќе бидат во пракса, веројатно ќе имаат добар резултат. За
кога ни доаѓа почеток на годината, некако имаме желба за одредени филмови, за одредени книги или да прочитаме нешто што сме го пропуштиле. Доколку некој има пропуштено на дел од книгите кои што ги споминавме, каде на кој начин може да се најдат. Да, ако се уште има. Така е. Голем број од нив ги нема, точно така. Да. Може кај мене да напишат на Facebook, јас да им ги испратам, но ќе ги најдат во култура, во или, во литература и во топер. Сите тие книги се читаат цел живот и тие будат позитивна енергија, насочуваат и на човекот му возможуваат како да се себе хармонизира, а инаку овие денови, божични денови кои што следат, се идеална можност и да подариме книга, да усреќиме некој наш близок. Да, одлично, доколку сакаме да обезбедиме таков подарок, го слушнавме начинот, доколку сакаме за себе си да си подариме нешто повторно, некоја така добра содржина и добра книга во која што ќе уживаме во празничните денови. Зоран, благодарам секогаш за и времето и вниманието кое што го давате на Утринска на Телми на нашите гледачи и особено за стартот на годината сакаме да слушнеме убави нешта. За мене ова беа убави информации, јас сум во Дулија со познак бизнес, така што ако се воздушните на старт и за убава година, веројатно ќе биде добра и успешна. Благодарам, Ивана, голем поздрав, се најубаво, останете со најпозитивната енергија и само убавина и хармонија во животот. Така е, позитивно расположение, позитивна мисла и тоа е она кое што треба да не води во сегашниот миг и како што споменавме, тоа е мигот во кој што живееме и треба максимално да го искористиме. Ви благодариме што и го проследивте овој разговор во кој верувам дека уживавте и нека ова биде среќна и успешна година на секој од вас. Продолжуваме понатаму со следните содржини.